Почитувани граѓани, донесени се важни одлуки, државата ги спасува работните места на граѓаните и обезбедува приход за секој човек. Преку конкретни мерки за зачувување на секое работно место и директна помош за сите граѓани, за работниците, за стопанството, ќе ја надминеме економската криза, која доаѓа како последица од борбата со коронавирусот. Владата усвои втор голем пакет на економски мерки за спасување и справување со економската криза, вреден 200 милиони евра, кои имаат за цел да го ублажат економскиот удар и да им помогнат на граѓаните и на работниците. Ги поддржуваме одлуките на владата и го поздравуваме фактот што усвои голем дел од економските мерки што ги предложивме и секако донесе дополнителни мерки. Со овие мерки опфатени се граѓаните, работниците, малите и средните предпријатија, дуќаните, занаетчиите и оние кои што се дел од неформалната економија, како спортистите, уметниците и други. Обезбедуваме финансиска поддршка за исплата на платите на работниците за фирмите погодени од здравствено-економската криза. Минимална плата од 14.500 денари за месеците април и мај за секој работник. За граѓаните кои останале без работа поради кризата, државата ќе исплаќа месечна плата во висина од 50% од просечната плата на работникот во последните 24 месеци. За сите спортски работници, вработени во спортски здруженија, како и за самостојните уметници, обезбедена е минимална плата од 14.500 денари за месеците април и мај, како и придонеси преку Министерството за култура. Се грижиме и за лицата во неформалната економија. Обезбедуваме надомест од 7.000 денари по домакинство за лица без работен ангажман или лица кои биле дел од неформалната економија. Со оваа мерка ќе бидат опфатени 20.000 нови домакинства, кои веднаш ќе влезат во системот за социјална заштита, како и 30.000 веќе постоечки корисници. Во духот на солидарноста и неопходните заштеди, сите избрани и именувани функционери на државно, но и на локално ниво ќе земаат минимална нето плата од 14.500 денари за месеците април и мај. Дополнително, председателите и членовите на управни и надзорни одбори на јавни институции, председатели и членови на совети во општините, а кои се вработени, нема да примаат надомест за време трајање на кризата. Почитувани граѓани, за нас секој граѓанин, секој работник, секое работно место и секоја фирма, компанија, секое предпријатие е важно. Време е за солидарност и заедничка акција против коронавирусот и санирање на економските последици од оваа глобална пандемија. Од оваа најголема закана, верувајте, по Втората светска војна. СДСМ во изминативе 2,5 години покажа дека знае и може преку конкретни политики да се справи со сериозни предизвици и да постигне успешни резултати. Заедно, преку посветена работа и со реализација на конкретни мерки, ќе ги надминеме и овие предизвици. Ќе се справиме со здравствената и со економската криза. Ви благодарам.